на пат за Витлеем. Еднаш, за време на часовите по веронаука, едно 12-годишно девојче ме праша зошто треба да се оди на исповед. Се обидов да објаснам колку е важно да се бара прошка, да се покајуваме за гревовите што ги правиме и да се трудиме да се воздражуваме од грев во животот. По објаснувањето на целата група таа постави уште едно прашање со забелешка дека учи за својата вера и дека се подготвила за својата прва исповед кога имала 7 години, но никогаш не ги видела своите родители да одат на исповед. Покрај тоа рече дека никогаш не била поттикната да оди на исповед после својата прва исповед, а од тогаш поминале околу 5 години. Ова ме шокираше и ме поттикна да размислувам за верата во нашите животи. Ме предизвика да размислувам за примерите што ги даваме на другите. Ме примора да размислувам зошто помладите често ја губат верата или зошто ја гледаат како периферна, наместо како составен дел од нивниот живот. За жал, кога станува збор за верата, можеби и за други области од животот, често се очекува да следиме менталитет на прави како што ти велам и не прави како што правам. И не сме добар пример, кој би можели и другите да го следат. Светата тајна покаяние не е нешто што едноставно се прави. Тоа е пракса која има за цел преобразба на себе си, преобразба на душата. Како пракса таа природно бара постојано да се практикува. Како грешници треба да ги препознаеме нашите слабости, да бараме прошка за да ги спасиме нашите души. Она што е уште поважно, даваме пример и со нашето учество во светата тајна и го покажуваме духовното значење од олеснување на душата од гревовите и барањето прошка од Бога. Еве неколку дополнителни размислувања за гревот во нашиот секојдневен живот, кои ќе ни помогнат да ја подготвиме нашата совест за светата тајна покаяние, за да можеме не само да бидеме добар пример за другите во нашата заедница, туку и за сите во светот, да ја покажеме нашата љубов кон Христос и нашата способност да ги надминеме земните желби и однесувања. Дали понекогаш сум неблагодарен кон Господ? Колку често во животот го потценуваме Бога поради ситуацијата со која се соочуваме? Колку често го обвинуваме за нашите собствени грешки? Дали се молиме само кога сме во најголема потреба? Или се молиме кога ни врви добро во животот? Ги препишуваме ли нашите успеси во животот само на себе? Дали молам внимателно и без некоја накана? Може би често им велиме на луѓето помоли се за мене, или кога некој ќе ни побара да се помолиме за него, му велиме дека ќе го направиме тоа, но може би никогаш не го правиме. Или пак може би го правиме тоа некако неплански. Дали сме присебни, концентрирани кога молиме? Одвојуваме ли време во текот на денот за да го поминеме со Господ во молитва? Или се опитуваме да вметнеме една оченаш тука или една радова се Марио таму? Ги слушаме ли зборовите што ги изговараме или веќе размислуваме за тоа како да ја подготвиме вечерата, како да ги однесеме децата на тренинг или за други световни грижи? Учествуваме ли во божествените служби или одговараме ли на пораки и пребаруваме ни сташната? Свештеникот си велиме треба да биде среќен само затоа што сум тука. Напротив. Дали додека сум в црква, забележувам дека имам нечисти мисли и зли намери, а и не се трудам да ги отфрлам? Дури нашите мисли во црква понекогаш може да бидат грешни, особено ако не се обидуваме да се фокусираме на Бога. Тие мисли може да бидат и чувства на непријателство или гнев кон некои други луѓе.
Само затоа што физички стоиме во црква не значи дека нашето спасение е загарантирано. Да пееме пофалби на Бога, додека во срцето чуваме омраза или гнев, е пат кон осуда на нашата душа. Само затоа што изгледаме дека сме нешто посебно, не ја оправдува темнината која можеби ја носиме во нашите души. А кога грешам, дали се оправдувам? Тука се појавува онаа познатата заблуда, па сите го прават тоа или тоа е општа пракса. Ако сите други прават така, значи јас можам, нели? Но ова е далеко од вистината. Или можеби искрено чувствуваме дека одредена личност го заслужува нашиот гнев, нашата ладна рамнодушност или нашите злобни зборови и озборувања? Или уште полошо можеби грешиме свесно и едноставно си велиме ќе се исповедам подоцна. Но тоа не е начинот на кој функционира исповедта. Мораме секогаш да бидеме свесни, секогаш да се обидуваме да го избегнеме гревот. Исповедта не е карта за излез од затвор како во играта Монопол. Мораме искрено да признаеме дека направеното е погрешно и искрено да жалиме за тоа. Дали се причестувам без соодветна подготовка? Примањето на причест не е автоматски дел од божествената литургија. Потребна е подготовка за да се прими телото и крвта на нашиот Господ и Спасител. Дали постиме пред да се причестиме? Барем еден час пред тоа. Дали одиме на исповед пред да примаме причест? Дали сме во мир со сите во нашиот живот? Дали внимаваме, дали сме внимателни на божествената литургија, учествувајќи во неа со пеење и одговарање? Дали искрено веруваме дека го примаме телото и крвта на нашиот Господ и Спасител Исус Христос? Се надевам дека овие размислувања за различните начини на кои грешиме ќе бидат корисни за вашиот испит на совест. Има уште некои размислувања кои ќе следат, но ве молам да ги преслушате уште еднаш и да се молите. Исто така важно е да ја споделите оваа информација и со други. Можеме да го промениме светот, еден човек по еден, но тоа мора да започне од мене. Растењето во верата е задача за цел живот и треба да се поддржуваме меѓусебно и да работиме заедно, водени со љубов, без судење. На пат за Витлеем.